А време е сега за нашата утринска тема. Во пресрети на пролета, или на неколку дена пред официјалниот старт на пролета, денеска зборуваме за пролетните алергии, за детската и возрастната категорија на луѓе, бидејќи сите некако подеднакво сме засегнати од истите. Како ние да се справиме со генерално алергиите, особено со пролетните кои што веќе се во ек и веќе граѓаните почнаа да се жалат на оние вообичаени симптоми во овој период од годината. Ова утро на оваа тема го имам почитуваниот и реномиран доктор Александар Сајковски. Добро ви утро, докторе. Добро утро, поздрав прво до вас и до сите ваши гледачи. Темата ни е актуелна со оглед на тоа што веќе граѓаните почнаа некако да се жалат, па ајде некако така ќе стартуваме со пролетните алергии и кога вообичаено се јавуваат првичните симптоми. Значи не треба да се чека официјалниот старт на пролета, едноставно природата си го прави своето. Да, знаете како, ја би сакал да почнем со нешто врзано со алергиите, ја бидејќи ја гледам вашава емисија скоро редовно. Прво би им советувал на луѓето да го пробаат да го качат својот имунитет со добро расположение. Значи, вашава емисија носи топла енергија, ве гледам и преска кога разговаравте со Марко, еден од клучните фактори за подобрување на имунитетот, за засилување на тој еден дел од имунитетот и намалување на алергискиот имунитет е у принцип расположението на човекот, односно начинот на кој што размислува и комуницира со околината. Знаете, вие ќе видите, има во последно време многу интересни студии, луѓе кои што се повеќе повлечени, или да речеме агресивни, кои што немаат добро расположение, имаат почесто алергија. Така да пред се нека шират луѓето љубов меѓу себе. Интересен факт, да, за граѓаните, особено затоа што сме некако, пандемијава уште завршена, ама не завршена, се случува воена криза во Европа, па некако и тоа многу влијае на граѓаните. Апсолутно. И како да не знаеме денот да го стартуваме со добра мисла, а на крајот од денот пак имаме убави работи за кои што треба да се радуваме. Па да, знаете како, нашите медицинските научни студии покажаа дека кај луѓето со, да кажам на некој начин така, добро расположение и добра мисла, има поголемо лачење на одредени неуротрансмитери и хормони, така наречени хормони на среќа, кои што у суштина го стимулираат имунолошкиот систем и даваат антиалергични ефекти. Меѓутоа јасно е дека тоа не може секаде да биде така. Инаку пролетта е типично време кога почнува оние инхалативни што ги викаме алергии кои што доаѓаат од цутењето на разни цветови, дрвата, на тревата и така натаму, и кои што уствари ги напаѓаат луѓето кои што носат алергиска компонента према тие инхалативни алергени. Меѓутоа, морам веднаш да кажам дека не се само инхалативните алергени и не алергијата само во пролет. Многу често се случува, особено кај децата, да во првите, да речем, 5-6 години од животот, почесто се алергии на храна, отколку на инхалативни алергени. И тоа е еден интересен феномен кај децата кои што, зборам, во првите 5 години, која што ако остане како алергија, може да се трансформира од алергија на храна во алергија на полен, да речеме, или треви и така натаму. Тоа е еден, значи негде 5-6 година е еден од клучните преломни моменти во развојот кај детето и понатаму периодот на пубертет, кога веќе се инсталира крајно дефинитивно целиот имунолошки систем и да речеме ако некој носи склоност кон алергија ја носи цел живот. А од што зависи дали ќе се развие, имаме склоноста како што велите можеби од рана возраст, ама има можност да се развие, има можност да не се развие. Тоа зависи од квалитетот на животот кој што го живеат луѓето, како се однесуваат или едноставно некои работи се неминовни. Па тоа зависи у суштина од моментот на раѓање. Значи, деца кои што се родени со царски рез имаат повеќе склоност кон алергии. Понатаму зависи од начинот како го храните вашето бебе од таму 5, 6, 4, 5, 6 месец кога почнува дохрана. Ние ностоп зборуваме дека кога ќе кажеме органска храна, тоа не е мода кога се децата у прашање, бидејќи првите 1000 дена од животот се клучни за добро здравје во животот понатаму. Кога ќе кажеме првите 1000 дена, тоа подразбира 280 дена бременост и 720 дена после раѓање. И ако вие вашето бебе уште од старт го храните со храни кои што се богати со пестициди, органофосфати, хербициди, тоа се
и X други нели супстанции, молекули, они може да го нарушат имунолошкиот систем, кој што ние едноставно дури не може да се детектира во кое ниво е во почеток. И после X години, 2, 3, 5, 10 години да дојде до некоја манифестација, меѓу кои најчесто се алергиите. И следна етапа, значи кога збориме за припремата нели за алергии, следна етапа е, што е она исто така многу интересно, дека алергиите се многу типични за земји и многу распространети алергиите воопшто, во било која форма, распространети во земји во кои што владее хиперчистота. Значи, во повисоко развиените земји сакате да кажете дека се подостапни, а во по-неразвиените, каде што хигиената е на пониско ниво? Точно. Тоа е затоа што децата, значи ја повеќе пати лично и јас и сите педијатри ние зборуваме, пуштите го вашето дете, нека се испрља, нека влезе у кал, нека игра со песок, нека фати земја. Сето тоа представува антигена стимулација, особено во првите 5 години, каде што се развива тој теха еден дел што го велиме од имунолошкиот систем, кој е контраалергискиот систем. Така да, знаете, денеска сите млади родители по принцип се плашат кога нивните дечиња ќе се разболат, кога ќе качат температура од било кои симптоми. Меѓутоа, сите деца треба некаде 8 до 10 пати у годината да настинат у било која форма да качат температура. Тоа е елемент на покачување на имунитетот. И вториот, кога ќе дојде тој периодот, да речеме, кога децата тргаат во градинка, например, година и пол, 2 возраст, да кажеме, е нешто што треба да се пуштат деца да се мешаат меѓу себе. Они си разменуваат, значи ние сме повеќе микроорганизми отколку што сме клетки со кои што живееме. И они мора да го створат својот, ние го велиме микробиом, кој што ќе го штити детето од патолошките бактерии и вируси. Ако го доведете детето во ситуација на хиперчистота, во еден момент ќе преовлада алергискиот имунитет и ќе почнат алергии. Впрочем, видите, вие имате, например, во високо развиените земји, например во Западна Европа, имате 28, па и дури до 30% од луѓето и децата развиваат алергии. Во земјите кои што се помалку развиени е понизок процентот, управо заради овој дел на стимулацијата. Многу интересен податок и некако треба освестувачки да делува за граѓаните, особено како што споменавте вие, барем за новите или помлади родители, за да знаат дека всушност многу работите потекнуваат од рана возраст. Доктор Сајковски, има ли разлика во начинот на кој што се манифестираат алергиските реакции кога сме деца или кај децата и кај возрастните? Па има разлики. Децата повеќе реагираат бурно на поголемо ниво, да кажем, со повеќе органи. Значи, кај децата алергијата може да се манифестира во исто време и со течење на нос, и со кашлање, па дури и со кожни промени. Кај возрастните може да биде, например, само алергиски ринит, значи, нели, солзење на очите и течење на носот. Значи, има одредени разлики, иако сите тие алергени, да кажем, кои што го атакуваат имунолошкиот систем, во основа прават релативно слични симптоми. Значи, нос, очи, усна шуплина, грло, дишни патишта и кожа. Тоа се вака зони каде што може да се манифестираат. Меѓутоа, знаат да бидат многу, тие алергиски реакции знаат да бидат многу напорни, иако во прв момент, да речеме, особено ако земете кивавица, да речеме, нели, заради носна секреција, знае да биде многу напорна затоа што може да трае во тек на цел ден и повеќе денови, едноставно да го истошти човек кога ја има. Нормално дека клучен елемент во тоа е да се намали експозицијата, односно излагањето на алергените и да се почне со некаков третман за алергијата, затоа што, знаете, ние, може би имате и такво прашање, да не скокнам на тоа, меѓутоа целото лечење на алергиите подразбира смирување на симптомите. Така, излекување не постои, туку едноставно третирање на проблемот. Да, третирање на проблемот, меѓутоа, крајно гледано, треба да го избалансираме имунолошкиот систем за да
падне тој алерголошки одел кој што у суштина му прави проблеми на еден човек. Денеска има и модерни, нормално, не само денеска, нели, она имунотерапија што ја велиме или вакцини што се велат, нели, ако да речеме се јавува алергија кон 1, 2, 3 алергена, да речеме, може со таа сензибилизација, да речеме, да се одбрани организмот и да се излекува самата алергија. Од она што истражува в изминативе денови е дека секој четврти македонец, сега ова е некоја статистика од последниве 2 до 3 години, може би и веќе секој трети македонец, не знам, има алергиски ринитис. Значи, она што, да речам сега, го споменавте и вие, и што генерално важи за високоразвините земји, меѓутоа ете важи и за нашата Македонија. Колку е честа оваа појава? Колку вие често се соочувате и во вашето секојдневие и на работа и приватно со луѓе кои што едноставно се жалат нели во овој период од годината, и како се доаѓа до најточна дијагноза, доктор Стајковски, за да знаат граѓаните нели како да реагираат во дадена ситуација? Значи, ова е точен, апсолутно точен податок, дека секој четврти македонец има алергиски ринит. И овој податок малце се коси со на ситуацијата економска во Македонија, сега ако можам така да ја кажам. Бидејќи фактички тоа е процент од негде 25%, кој што е 25 до 30% во исто така во високо развиените земји луѓето имаат алергиски ринит. Дијагнозата мора да се базира на неколку алерголошки испитувања на што една индивидуа е алергична. Кога станува збор за возрастни луѓе, да речем, од една страна, тоа се тестови, значи и за децата има тестови алерголошки кои што се вршат испитувања, нели? Меѓутоа треба да се има во предвид дека кај возрастните луѓе може да доминира најчесто алергија на инхалативна алергија, нели? Да речеме треви, полен и така натаму, додека кај децата тие тестови треба да се прават покрај инхалативните и за нутритивните, односно за храна, затоа што може да има исто така манифестации, дали е ринит или било која друга форма, или астма на крај на денот, и тоа е една од потешките форми на алергиска реакција. Ние сме во еден од најзагадените градови во светот и Европа, за жал. Колку аерозагадувањето има влијание и дали е поврзано со појавата на овие алергиски реакции? Страшно. Значи, аерозагадувањето страутно влијае негативно на дишните патишта и веројатно, јас моето лично мислење дека нас приоритет во нашава држава и во Скопје да не биде аерозагадувањето. Значи, видите, овие големи честички што се над 10, PM10 честички и поголеми честички. Извинете, некако како да се помиривме дека нели тоа ќе ни биде реалност и дека ќе живееме во денот со 50 PM10 честички како тоа да е нормално, е далеку од нормално. Да, ма тоа е, знаете, мислам дека треба да е, значи не само да се луѓето еколошки свесни, него целото општество треба да е еколошки свесно. Например, PM10 честичките кои што ги гледаме, нели колку се како се, у суштина, колку се опасни и толку не се, затоа што се задржуваат обично во горните дишни патишта. Меѓутоа, PM2, 2,5 и единица, тие помалите, поситните, тие се тие кои што одат во внатрешноста на плуќата, значи до најмалите дишни патишта, и кога ќе се угнездат на слузницата, сега да не ги замарам гледачите со цели механизми на дејство, меѓутоа едноставно прават хронична инфламација на воспаление на слузницата и оштетување на целиот тој систем на чистење на плуќата, и така да се изразам, нели? И дел од клетките изумираат и тоа е предуслов и за појава не само на алергии, меѓутоа богами за некои други многу уште пострашни заболувања како што се некои малигни болести на плуќе. Да, но тоа не е реалност. Така, ние живееме во едни од не само Скопје, и некои од останатите градови во нашата земја, за жал се едни од најзагадените. Имаме некое решение вака од медицинска гледна точка како да колку толку си добиеме година плюс во животот, а не година минус. Да. Па вака условно ќе речам наједноставно решение кое што треба да се примени, тоа е во средината во која што престојува особено децата да се користат овие пречистувачи за тие мали честички. Има разноразни пречистувачи кои што може да се користат квалитетни, исто така за алергијата, квалитетни постелнини, душеци, затоа што домашната прашина, која што во себе ги содржи оние гриди што ги викаме, многу често се угнездува во
во душеците, во перниците, во постелнината и вие спиете, фактички цело време спиете податак на таа домашна прашина. Значи, знаете како, ние некогаш се сретнуваме, да не речем и често во амбулантите, кога зборуваме на таа тема, дека треба нешто да се преземе, нели да се стави пречистувач. Прво прашање на родителите, ма ја не сакам моето дете да го ставам во стаклено звоно. Не го ставате во стаклено звоно. Кај алергиите, за разлика од инфекциите, кај алергиите колку помалце е изложен организмот на алергенот, толку е подобро има можност имунитетот да се репарира и регенерира. Значи, суштината ни е што помала изложеност. Второ, сигурно би им советувал на сите родители, значи фамилијарно да се качат негде малце повисоко. Да речеме во Скопје да се качат на водно. Затоа што вие само што ќе дојдете до средно водно ќе го видите Скопје како да е во магла. Или да се качат на планина, нели? Значи, користење на тие методи, ај да кажам, нели, да се прошетате на чист воздух, да се исчисти едноставно плуќата или на планина. Едноставно. Дано еднаш до 2 пати во неделата може колку толку да не рехабилитира тоа? Апсолутно да. Подобро нешто отколку ништо, да. Апсолутно да. Тоа е сигурно така, значи не е само да се затвориме дома, нели треба да има тоа движењето треба да е да речеме и движење и одење и пешачење на крај на денот. Меѓутоа во повисоките средини. Но навистина би апелирал до она што би рекле целата јавност наша, дека ние треба што помалце да ја загадуваме околината и помало да ни тоа аерозагадување, бидејќи денеска веќе се бројат, денеска во светот се бројат жртви од аерозагадување. А за тоа многу малку се зборува кај нас и веројатно нека биде за нашиот тим тема плюс за обработка, затоа што секогаш велиме дека преку ваквите емисии треба да делуваме кај граѓаните едукативно пред се. Ги споменавме, нели, во пресрет на таа пролет, веќе граѓаните се жалат од пролетните алергии или од тој алергиски ринитис. Како или што препорачувате, доктор Сајковски, како правилно да се однесуваат граѓаните, затоа што верувам дека голем дел од нив кои што веќе нели си ги имаат тегобите, проблемите, си ја знаат и терапијата. Меѓутоа често се случува, не знам, одреден број на граѓани после 30-та, 40-та година да им се појави, нели, за прв пат овој момент. Што им советуваме на таквите граѓани? Да, значи алергијата може да се јави во било која возраст. Нема правило кога ќе се појави. Зборам клинички да се манифестира и се. Може на 40 години да добиете астма, алергиска астма. Меѓутоа, ја топло им советувам на сите, значи прво на родителите чии деца се со алергии и на возрастните луѓе. Ја навистина многу топло им советувам прво да направат здрава консултација со пулмоалерголог. Значи да се направат тестовите, да се види на што организмот реагира и према клиничките знаци да се почне со терапија. Знаете, денеска има повеќе лекови, за разлика од минатото, ако се вратиме назад 30 години, денеска има многу повеќе лекови кои што се користат, меѓутоа зависат од симптомите и од типот на алергијата. Не е да човек оди сам да си зима разноразни спрееви за нос или за грло, затоа што следењето на алергијата е клjuč за да се стави под мирување. И во целата таа, да речам, тие анализи што се прават, нели, една група од анализите е контрола на имунолошкиот систем и стимулирање на имунолошкиот систем, засилување негово контра алергијата. Значи има повеќе анализи, знаете, медицината сепак е многу отидена напред во тој дел. Имаме јасна слика како граѓаните се однесуваат кога станува збор за ова. Веќе имам чувство дека, нели, ако си ја знаат терапијата и си ја купуваат, ама еве укажувате на тоа дека треба да се следи алергиската реакција, впрочем. Па најчесто да, најчесто родителите, ја дури еве се сретнувам кај децата на пример, ќе дојдат родителите и речат ја му дадов инхалација со тоа и тоа и тоа, нели, ама нема потреба ако, значи мора да го види пулмолог, пулмоалерголог, имунолог, нели, пациентот затоа што терапијата многу се модифицира. Зависно од тоа како се развива алергијата. Не се сите, еве да речеме спомнавте преска алергиски ринит, 25% од населението во Македонија има алергиски ринит, не се сите спрееви рутински да ги користите еден спреј цело време. Значи, сепак треба да има
консултации и контроли од време на време и покрај онаа клиничка консултација што имаме преглед, треба и да се направат одредени испитувања, алерголошки да се види докаде. Како пример ќе ви кажам, како пример скоро имавме кај нас еден така доста раритетен случај на девојче со астма на возраст од 3 години, значи клинички симптоми на астма со обструкција и со се, беше доминантно алергична на протеини на кравио млеко и на компир. Вака изгледа навистина парадоксално, меѓутоа кога ќе го исклучите тој дел од храната, више престануваат и лековите. А не само да го стимулираме алергискиот имунитет, нели, давајќи ја таа храна и плюс лекови. Да, сепак убаво споменавте, треба да се консултираат стручните лица, пулмолозите, алерголозите, со цел нели да не дојде до вакви моменти. Доктор Сајковски, ви благодарам многу за овој преубав разговор ова утро. Ова нова работна седмица ја стартувавме некако со вас и драго ми е што е тоа така. Секогаш сте ни на располагање во име на гледачите, се разбира, да стигне информацијата до што поголема маса. Ви благодарам и вас и поздрав уште еднаш на сите ваши гледачи.